понашање на алфа мажјак што се осеќа загрозен од други мажјаци? Ама тоа не е алфа мажјак. Ја не се осеќам загрозен у никој случај. Па што се закануваш? Што се закануваш на другите? Опа, Задача. имаме гости или Ова задача? како лидер мора да се Да отворам врата, луѓе, или да не отварам? Ајде отвори. Ако Сузана Спасовска нема. Луѓе, имаме некои кеси пред врата. Чекајте да видиме што има. Ајде. Награда. Опа! Некој вечера ќе се остави. Помогни ми Мија Темова, а после ќе видиме што има. Битно е добри ствари. Ова саме торба не ме була. Ја мислам дека повачи некој. Чипси? Че да видиме само на кратко. Апсолутно. Да видиме што има. Марио што кукаше и плачеше за Марио! А Марио и тука имаш, господине? Алкохол? Леле? Ево Мала вака. продукција многу ме испуштува. На ти ги тие, имаме тука некои грицки чипсови, некои... Нема, тоа не е. Не, тука. Ама ова луѓе сега ќе видиме на што се должи, вајде има нешто, некој објаснение. Секој. Не оставаат Што треба да направиме да ги добие? Машиновозач. Еве бев управо, има две ливчиња оната. Чекај први нова помалаво некако ми е. Помнете што ти каза? Почитувани учесници, професорке. Продукцијата реши поради успешно одработена задача на највисоко и професионално и креативно ниво во синоќешната емисија да ве награди со производи кои најчесто ги барате од нас. Па натурал. Злобна. Се наградуваат само тие што учествуваа во првиот дел од емисијата. Вториот подобро да не го коментираме. И такво тажно смајлива. Со надеж дека и во понатамошното извршување на зададените задачи ќе бидете на исто, па и повисоко ниво. Ве поздравуваме, продукција и срце ни испратиле. Љубов до вас. Голема. Ви благодариме, продукција. Ова ни е само мотивација да бидеме уште подобри. Ова е Така? мотивација. Лап. Нели, луѓе? Ајде сите едно срце Ајде, така. како- Ајде сега еден голем поздрав и после ќе ги поздравиме со песна. Еве Идите срце на бене, песен. паждја. Дунавска Трифуновска, Македонија. Сега вака да видиме што не чека. Скини го па ќе ме чека. Па болje да го скинев, немаше да знаем. Вака, опа, сценарио 4 луѓе. Секој од вас поединечно да се смисли свој текст на песната на иста адреса и секој поединечно на својот текст ќе има шанса да си ја испее својата верзија во 18 часот. Сите текстови да бидат поврзани за вас и шоуто, значи може, но и не мора да се спомнувате во верзиите што ќе си ги смислите секој засебно. Текстовите може да бидат весели, тажни, комични, science fiction. Секој по своја волја може да си ја искаже својата креативност. За да можеме да ги објавиме вашите текстови, ќе биде добро да ги напишете најкасно до 16 часот и да ги предадете на луѓето од продукција. Поздрав до сите на иста адреса. И прашање Повелете. Дали на цела песна ќе пишуваме текст? Па јас ви препорачувам на цела песна Затоа да што пишете само тоа текст ги е. и убаво да си смислиш зашто ќе се објави. А може прво оригиналот да го... Момент само, ако некој му треба текст, ја имам цела запишана, така да има репер. Не, да ни дадат само музика. Мелодијата треба да ја слушате. Мелодијата исто така, А, ја имаме на ако ви треба таблет, секој имаме пат на ќе ви ја испеам. Нека се врти цело време. Ја имаме на таблет или ќе ни Ја ја имаме, пушта? значи, момент. Добро дека ни ја пушта. Ај вака. Момент. Значи имаме таблети во кои што ја има песната, имаме текст и секој може да си направи свој текст. Мора да биде негов текст и да може да ја испее, не само да го напише текстот. Значи треба да биде поврзана верзијата со вас и со шоуто. Добро, ај Маца, седи. Сам седи за да ви Момент, извинувам. Си ги знам земам текст. мои ствари. Видиш? Сте пишували некојаш текстови? Да. Вчера пишувавме. Се зезам, не. Текст на мелодија? Да, јас сум пишувала. Да.
Препишувале на позната мелодија, ама онака не поврзано, сега треба да биде убаво. Што беше вчера? Па не за вчера, Не, да добро, пишувала општо. општо текстот. Добро. Што е добар текст за вас? Нешто што ќе ги искаже нашите емоции во моментот како се чувствуваме, како ја доживуваме. Првиот момент, барем јас за мене така сметам, кога ќе слушнам некоја мелодија без текст, ме потсеќа на некое чувство, ми дава некое чувство и тоа чувство би требало да го изразам со текст. Добар текст е ако реалноста ја даваш. Ја кажуваш со букви. Значи искрено. Искреност. Дефинитивно. Добро. Па можете, например, можете пародија. Можете комедија наместо на иста адреса, на чиста адреса. Нешто. Иста. Тоа е веќе иронија. Пародија, пародија. На чист. Вчера Јас сум приметила што по прост текст. Значи, она просто, онака не е многу вртење. Да. И што подиректен, тоа многу повеќе поминува. Никогаш не добри филозофирам некојаш во текстови, ама секогаш го кажам, на пример, листов е згужван, ќе кажам листот е згужван. Добро, можете и со тие имате метафори. Што друго? Убаво е, јас што практикувам пред пишување на, еве, на пример, на готова мелодија, Роберт ми дава на. Јас седнувам дома и ја слушам и формирам приказна. Прво пишувам неврзано што сакам да кажам, на пример, еве, да речеме дилема од Бојана. Девојката не е решена што сака у животот. Машкото и се пушта, она го сака, ама уште нема дефинирано дали сака да биде со него или не сака да биде со него. Инака пишувам како, да речеме, синопсис. И после тоа, кога ќе ја прецизирам, тоа се вика фокусна точка, јас го викам. Значи, кај сакам да одам. Веќе имам конкретна рамка, кај се движам. Значи, дека е девојка, дека има, значи, тоа е лик. Значи, формирам лик, баш буквално како во сценарио. Ликот е девојката и така натаму. И после тоа, си викам, сега како сакам да ја раскажам приказната. Дали сакам од трето лице. Дали јас да ја гледам девојката и да викам, она е затворена, она е во дилема, а он ни се пушта, она не гледа што има пред себе. Или да влезам во девојката и од девојката да ја раскажувам приказната. Нема најдобра, него имаш само различни варијанти за различни песни што функционираат. И одлучив на таа песна, ствари дека е дует, прво машкото збори. Значи машкото се чуди, нели, не се јавува, не пишува, бла бла бла, која знае дилема. Значи што не се јавува, ништо не пишува, не ми се јавува. Значи одма се гледа, машко ја пее, дека ја сака, дека, значи тоа никош не се спомнува. Ја сакам неа, бла бла, ништо. Ама самиот диалог те наведува, што мисли, што го боли, што не му се јавила, сигурно ја сака. Што мисли она, сигурно му значи сака да биде со неа во иднина. И он почнува да си предпоставува зашто она не му дава информација, што до кај се соврскава. И после Бојана вика, не до мене, сакам да размислам. И одма, до мене, кога некој ќе ти каже до мене, одма знаеш дека е некој конфликт внатреше. Сакам да размислам еден и бла бла бла. И на крај во, значи, вака, се билда, Роберт пее, Бојана пее. Рефренот, го кажуваме главната фокусна точка, дека девојката е во дилема. Во дилема сум, дали со срце или ум. Значи, тоа ми е главната реченица, значи тоа се гради како пирамида. Значи, сега прво што треба да направите, една главна реченица ви треба. Значи, не знам,
касно станувам многу ми се спие, може да биде главна реченица. Или све ме мрзи од сабајле. Нешто најбанално, не мора да е нешто. Усвари, шо побанално, тоа е пубаво. Или не ќам колачи. Или не знам. Кога сме веќе кај колачи, јас ќе ве наградам за ова, добро. Океј. И потоа, значи ја почнувате приказната, ја развивате. Та рефрен, бла 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 бла. И после ја спуштате. Или дел ја билдате, па дел ја доградувате во втората строфа. Океј, не фала, не ја да благодарам. Нема никој да ја